Денес ке слушнете приказна која што не е само болка, туку доказ дека и од најдлбоката темнина може да се излезе. Овој пат гостин ми е Андреј Ангелов. Ангел, добре дојде. Добро нашол и благодарам за поканата што избрахте да ја слушнете мојата приказна. Ја ќе го представам мојот дел од животот како една поука за сите млади што се на моја годишна возраст, како да се справат со потешкотите кои ги има. И така може да почнем. Јас сум Андреј Ангелов, доаѓам од Зрновци, општина Кочанско, општина Зрновци поточно, мала општина, районира со околу 1000 жители. Тука можам да ве споделам мојата историја. Прво ќе почнеме од самиот почеток. Тоа е погромозниот чин кој го изврши мојата мајка на мојата 9-годишна возраст. Почна мојата црна хроника во животот. Прво со самото тоа по тај громозен чин се сретнав со цигари. На самот 9-годишна возраст почнав да конзумирам цигари. После тоа со тек на време. Сега што се деси со мајката? Имаше громозен чин што заврши со фатални последици. Тоа беше за жал смрт. Бидејќи ја бев врзан многу блиску до неа и го затечов тој громозен чин како го извршува, ми остана трауми, почна да Посегна по незиниот живот мајката? Да, баш тоа го направи, али тоа црна слика некако моментот беше стварно многу болен. Едноставно што ми го реши патешествието или најубавите години во животот ми ги зацрни, ми ги направи црна слика дел од животот. Едноставно една голема црна слика што ја имах. Најпрви се сретнав со цигари. На само 9-годишна возраст почнав да конзумирам цигари. Со тек на време поради финансиска екзистенција ја започнав мојата првата работа во пилјара. Потоа кога започнав мојата прва работа, таму се сретнав за жал со наркотици на само 13-годишна возраст. Со што почна да? Прво почнав со марихуана или поточно канабис. Тоа го почнав кога работев во една мала локална пилјара или дуќан за овошје. Како почна? Некој ти понуди? Не, туку самоволно имах желба да си го уништам животот. Имах желба да едноставно да посегнам и ја по животот тоа што го направи мојата мајка. И затоа мислев дека тоа ќе ми помогне барем да се успиам и да завршам со животот. Ама тоа не беше само дел, тоа беше само дел од почетокот. Едноставно почетокот на тоа почна. Од каде ја зимаше марихуаната? Ние сме окочени мало ронирано место што се познаваме еден со еден. И тука кога се познаваме еден со еден, ги познаваш дилерите, познаваш ги. Пред да го почнам тоа недела, пред да почнам тоа имах љубовна врска која траеше само месец дена и поради тоа разочарување веќе изгубив конци живот. Едноставно се препуштив на лошиот пат. Посегнав со марихуана. Таа марихуана сакаше да ме уништи, едноставно сакаше да ме отрове, да си го уништам животот. Ама после тоа место Колку цигари пушеше во денот такви? Ја марихуана. попуших, зависи секојаш различно. Прво почнах со една, па завршив до 5, па и до 10. Тоа ќе опишам му петки, од тоа се рачуна по големината. Самата големина е кец, тројка и петка. Петка е најголемата. Можеш тие што ќе прават деца емисијата што конзумират, можеш знаат што значи тоа петка една или пунак. Тоа тие се зборови од тај процес што изглават, ама самото тоа прво конзумирање се надоврза на самиот канал улегнах на делањето на дрога. Едноставно Те смируваше ли? Па на почетокот беше. Кое чувство го имаш? На почетокот се беше добро. Делуваше стварно добро, ама после Значи парите што си ги заработувал од колонијалчето ги трошеше на тоа за почеток. Да. Татко имаш? Да, само со татко живеам, едноставно. Брат, сестра немаш? Немам.
татко ми го сметам за еден голем херој за мене лично, што направи највеќе што можеше за едно дете. И се, Но знаеше тогаш тој кога взимаше марихуана? па на Криеше, така? почетку многу вешто се криев. Тука едноставно почнав со пудра за шминкање женските што го користат. Зошто? За тоа што со самото зимање на марихуана се познаваат получнаци. Можеби ми се познае преку камерата баш овај дел дека уште не може да се покрие, уште има фатални изгореници на очните клетки. Од тоа горе, секоја клетка горе, едноставно сега на оваа денешница многу штетни марихуани унесуваат прскат ги со вештачки адитиви за да те навлече повеќе, ти дава поголема грамажа намерно за да имаш да те навлече едноставно да ти земе парите. Тоа е бизнис што врте за жал низ цела Македонија и за жал младите многу брзо посегнуваат по првата непријатна ситуација во животот, одма посегнуваат по антидепресив или антидепресив на црно, што на почетокот ќе ти биде добро, али после тоа со тек на време и самиот ќе сванеш дека не е добро. Колку долго беше на марихуана? Колку години? Па едни здрави 4 до 5 години, до самото 19 годишна возраст, тоа беше лани до февруари, али прво ќе почнеме тука, овај дел. Сакам да го представам како почнува тоа се. Сакам да им покажеме дека тоа се што тие млади дечки што од 16 до 20 годишна возраст мислат дека е интересно, за жал ни отвара поголемата мозочна клетка. Прво, тука ќе кажам дека на 14-та спрема 15-та годишна возраст почна веќе да снемувам толку пари. Не можам да набавам доволната количина на марихуана. Иначе, од секогаш бев во црковена личност, која црквата ме градеше се до тај момент додека не посегна со марихуаната, но далечи не ми беше ништо интересно. Првите почетоци на марихуаната се, или првите кризни моменти се баалето кога ќе се разбудиш, кога ќе станеш, да гледаш како да набавиш марихуана. Тоа значи тоа ти беа првите мисли наутро. Да, само едно сабале се будеш, после тоа тука се сретнав со амфетамино, најштетната дрога моментално што владее и најевтина дрога и многу лесно достапна. Со амфетамино се сретнах како тоа беше психотично. Психотик кој ти ја дига енергијата, едноставно ти го покачува адреналинот. И сега тука на таа годишна возраст на почетокот се што се лита се јаде. Една реченица има, али не е така. Додека не сванеме ние се тоа што се лита и се јаде, не се јадете, грешка малку. Тука треба да прекинеме. Тоа првите почетоци беа малку болни. Едноставно сабале стануваш, бегаш од дома и ми се дешевало да земам од дилерот, да препродавам за да искарам за мене проценти или да искарам ја тај процент го придобиваах у количина што требаше да ме задоволи самиот себе. Едноставно работех за дилерот без пари, а добивав количина за возење. Компензација си правил. Да. И тука едноставно со самиот пораст на мојата 16 годишна возраст негде се сретнах со коцката и се префрлив во работа у Кујна. Работев во еден локален ресторант у Зрнци, поточно мојата општина од дека доаѓам. И тука едноставно настанаа првите проблеми. Идеш, земеш дневницата, отидеш земаш дневницата. Секој ден, а работеш на црно, немаш никакви работнички права. И завршувах у казино со тоа што од тоа беше околу 1000 денара дневницата. И со 500 денара купувах марихуана, со 500 денара ги уложувах на апаратите. На апаратите мислам за слот машините, што имат многу лошо влијање на оваа денешница. Секој сиромашен човек е навлечен веќе на слот машина. Реално, сето тоа беше на моја голема грешка. Еден дел од грешките што ги правев во животот. Прво беше
првично, самиот почеток на марихуана, тоа нон-стоп секој ден, ти да мислиш како да се надуваш. Тоа надувување, ја го мислам, задоволување на телото со ТХЦ. И тука, кога почнав со амфетите, веќе беше кризен период. Почнаа да ме фаќат криза. Какви кризи добиваш? Па едноставно организмот ти тражи нешто, а не знаеш што ти тражи. Треба, например, да дојдеш, имаш проблем како са, например, има Македонија најголема земја, Македонија земја на стапка со пушачи. Што има најголем Висок процент. процент. Да. Како например што ти дое проблемот да ти се припуши цигари, на мене така ми се дешаваше да ми се припуши или да сролам еден џојнт, да искористам една амфета. И цела вечер на тоа мислех, едноставно нон-стоп бев во тај круг на луѓе. Се додека не дојде првиот гнев, првиот нерв, како од целата таа кризната состојба многу време трае. И тука дојде првиот момент да дојде момент да резултира до хоспитализација на Универзитетска клиника за психијатрија. Сам побара да одиш таму? Првично ме осетија дома како гневен на самиот себе, како дека имам едноставно Некои психички проблеми. Да. И ја како малку татко ми реагира, ќе идеш и класично вадење упат на психијатар, одам, разговарам со психијатар и доаѓа тоа до првата хоспитализација. И сега тука у првата хоспитализација на психијатрија, едноставно бех хоспитализиран на детски оддел. Таму бех хоспитализиран 18 дена. И баш на тие 18 дена мене ме пуштат за роденден, точно на 31 март. Ама кризната состојба на секој вид дрога или на секој вид адреналин трае од 15 до месец дена, зависи како ќе го поднесе организмот. И од тие 18 дена баш на роденден излавам и да ги частам другарите. За мојот тоа беше 16 или 15 или роденден, баш не го памтам периодот. Тука да ги частам другарите, јас имам амфета, марихуана и Две опојни дроги се земал. да, нон-стоп бев на двете опојни дроги. Од 16 годишна возраст бев нон-стоп, едноставно секој ден. Нема Значи марихуана се земал и тоа немаше саат што не ме правеше зависен. Како да бев саат чист. Едноставно тука кога земах те двете опојни дроги со антидепресиви, резултираше утрето на 1 април ја да направам громомозер чин на посегнување по својот живот. После тоа, од токсикологија автоматски следуваше втора хоспитализација на Универзитетска клиника за психијатрија, каде бех хоспитализиран за разлика од претходно малку повеќе. И тука, у таа хоспитализација траеше 36 дена. За жал, затоа што бех многу гневен на самиот себе и последиците од тие опојни дроги. беше врзуван, веројатно така. Да, кризната состојба го направи тоа по трет пат да направам громомозен чин. Каде за среќа беше неуспешен и сум моментално тука за таа среќа. Што сакаше да направиш? Да се го одземе животот, така? Да посегнам по својот живот. И тука почна... Зошто баш тоа сакаше? Затоа што кризирах. Едноставно имаше кризни моменти што не знаеш дека сум, едноставно губиш се, веќе паѓаш. Со што сакаше? Соапчиња? Соапчиња, да. Фактички терапијата што ми беше препишена за цел месец ги испих наеднаш и заврших па на токсикологија. Фактички 2 пати го правам истото. И бех хоспитализиран 25 дена. И после таа хоспитализација, ја почнувам со работа повторно кујна, се враќам во кујната. И после Не сакам да ме кажеш за тие 35 дена
Како ги победуваше на Значи, психијатрија? животот на психијатрија, тоа е исто како еден ден улаваш, гледаш еден ходник во прозора и чекаш, прво чекаш терапија, јадење и некои општи работи. Тоа е, за жал, у Македонија има многу лош третман на лица со минимални психички проблеми или зависности. Единствен центар у Македонија за зависности е Наркон, каде хоспитализацијата на Наркон или наркон процесот кошта 10.000 евра. А лично со проблеми од зависност, прво не можеш да го убедеш да иде таму, а не па да му одвоиш 10.000 евра. Второ место каде можеш да се справуваш со зависности е Бигорски манастир, али таму у Бигорски манастир проблемот е што прво, како ја сам бил од лично моје искуство погледна точка, како бивш наркоман ќе се кажам, не ме срам да го се изјаснам дека сум бил бивш наркоман. Прво тешко да сванеш дека Бог може да ти помогне. Али Бог на сите помага за тоа што мене ме спаси религијата. Тоа ќе го објаснам малку побосле кога ќе дојдеме до тој момент. Да. И За психијатријата зборуваме. тука едноставно на универзитетска клиника улаваш у една врата. Прво од лево ти стоат вецињата, па ти стое соба за болничари и техничари. После тоа се собите. За жал и таму има травматични ситуации. Има деца со аутизам, со психички пореметување на агресија, каде ден денеска имам трауми од глетките што сум ги гледал таму. Мислам не дека имало тепање, туку едноставно дека се видел такви пациентот е у таа ситуација дека мора да дојде до фиксација на кревет. И тоа е било се пред мои очи, ден денеска ми ечат гласовето, викотиците од тоа. Едноставно тука болно да гледаш млади деца да бидат врзани и раце и носа. Тука нема државата система за лечење на зависност. Исто и така имам направен план. Ја личен мој план преку општината, преку новиот градоначалник кој за разлика од претходните не е како што беа. Едноставно спортски тип што сака да работи на овие теми, да помогне. Сакаме да ја искоренеме тај канал на наркотични ситуации и психотици. Зборуваш за сегашниот градоначалник на Кочани? Да. И сега за некој време ќе почне еден проект што децата ќе ги обврзе на спортот. Само треба да се има час од 5 до 9 деление. Ја мислам дека треба да има час у школото како да се справуваат со тие кризи. Затоа што во Македонија посегнуваат од 100 деца ќе посегнат барем 40-50 по некој антипсихотик или марихуана или нешто слично. Тука нема соодветни центри за рехабилитација. Треба државата да создаде центри. Ја го најдов пат. Прво, мојот пат почна благодарение на Бог. Бог ми ја подари најголемата искрена желба за водици од интернационалност кокањето на Светиот крст кога се потопува. Ми подари еднаш да бидам баш токму тој среќнико. И уште сабајле имах порака пишана на моја другарка, пријателка блиска, дека едноставно ако бидам ја тај среќнико, наградата ќе ја донирам. И после тоа, првиот момент у водата се стигна тоа. И тука некако крстот ме надоврза многу до религијата. Врнава па на патот кај што ме водеше татко ми од мојата 9-годишна возраст до 12-годишна возраст. Тоа беше Лесновски манастир, каде го почествував многу често и ден денеска го почествувам секоја недела. Најдобро од тоа што по самата хоспитализација отимах уште една хоспитализација на психијатрија доброволно. Значи 3 пати си бил, така? 4 пати. 4 пати. Последната беше доброволно за тоа што сега ќе почне, тоа беше резултат на повеќе
унасање на повеќе наркотици. Амфетамин, како ги викате? Амфетамин, тоа е шикарна дрога. Фактички од повеќе дроги што станува Копија. ѓубрето, се прави една дрога што се вика амфетамин. И тоа може те прави, ти го дига адреналинот најпрво, после те прави малку психотичен и после тоа стануваат големи травми. За тоа денеска не можам баш да се изјаснам така како што треба, како што доликува, или не можам да се представам вистинскиот Милкучи. Најпрво Милкучи работат. Ја градам кариера како гостителски работник и тука Милкучи работат. Иначе у дело од 16 годишна возраст до 19 годишна возраст имам поминано и друга нов тренд на адреналин, тоа е коцката. И сега тука у коцката Алкохол? алкохол ми беше стален пријател. Едноставно бев врзан. Од сабале до вечер со конзумација на алкохол. Може ли? Колку другари бевте во тој период кога сам веројатно не се зимал? Па зависи. Тоа сте биле Тоа е, друштво. има едно златно правило, значи вика с ким си, таков си. Едноставно тука И тие беа твоја возраст, дечките? сите беа постари на различна возраст. Се собирахме како екипа и тука таа екипа го правеше тоа. Ја на работа како гостител сам работел на повеќе позиции, работни позиции во гостителството. А тука најпрви ни скочеше алкохол. Излегнеш од кујна на цигара и ќе те види некој познат, а и те частам едно пиво, така да ја можех да соберех и до 5 частовки пива и плюс испијам уште 3-4 и после почна на жестоко. И тука жестокото самиот алкохол си ги направи своите мани. Почна да се отварат многу големи дупки, што ден денеска имам травма. Тука ќе почнеме, после тоа се префрлив на две работи. Работех кујна и у една локална фирма, каде до таа локална фирма имаше фабрика за производство на канабис. И тука лесно, ако тоа што те интересира, можеш лесно да знаеш многу информации. Ја бех се распрашал од делот обезбедувањето како може да допреме до тај канабис и они ми објаснија постапката и тоа беше договорено дека ја можам да земам фактички краден канабис од фирмата за марихуана. Ти препродавале? Да, едноставно они се го крадели, брали се од тоа и сам го купувал. И тука таму почна нон-стоп, оти ми беше лесно достапен канабисот. Таму почна нон-стоп да го конзумирам, едноставно беше ми до рака и конзумира дури по 5 до 6 џоинта дневно, или може тоа да се каже како 3 до 4 грама на трава. И 24 часа може да резултира без пиење, со тоа што после на работа секогаш ги посетував казината и ми беа најдобар пријател. За жал, тоа е многу лоша работа. Ќе објаснам како едноставно улаваш у дупката, не знаеш колку става тоа и не знаеш што правиш. Како успеваше да идеш на работа? Така, кога ќе сване сабале дека ти требаат пари да заработиш за да имаш. Оти мојата заработка беше секогаш од 30 до 50.000. Са моментално 60.000, ама за тоа ќе објаснам понатаму малку како до таа заработка. Едноставно тука адреналин. На тоа прашање како можеш да успееш, самото тоа што ти се надрогираш, идеш да си скоцкаш, адреналин веќе имаш у тебе. И организмот не размислува за други работи. Дешавало се по 1-2 дена да не јадам. Само вода, алкохол. Алкохол ти го суши желудникот. Оти се дешавало 2 дена да не јадам. И тука прекинав ја работата со фирмата каде што работев,
потоа повторно само се посветих на кујната. Ама кога работев во кујната во тој локален ресторант во Зрновци точно, на само 30 метра имаш казино. И меѓу работно знае да иде да игра. Да избегаш од работа, Да. И тука кога наполнив 18 годишна возраст, веќе почнаа да доаѓаат понуди за брзи кредити, каде народот за жал лесно посегнува по тоа. Сиромашниот народ многу лесно посегнува. И тука имам извадено некоја голема цифра на кредити, на кредитирање, каде тие сите пари што сум ги земал од тие кредити, ден денеска ги враќам. Не можеш да се врне за ден-два. Треба да минат години. Тоа нешто што си го правил со месеци, со години, не можеш да го искорениш за 2-3. Најмалку треба 6 до 8 месеца да минат да си сигурен во тоа дека си го искоренил. И тука првото искоренување започна се случајно, збирна настани. Кога беа тие кредити, враќах големи цифри на камати. И ден денеска ги враќам. Многу е јасно тоа. Имам извадено дури од банка кредитот од 4000 евра без потреба, едноставно за коцкање, за сексуален живот, што веќе кога религијата ми покажа тоа дека не е религиозно сексуалниот живот, како се смета за нерелигиозен настан, дека тоа што сакаш да кажеш? сакам да го кажам, тоа е дека сексуалниот живот без причина не е дозволено во религија. Без љубов. Како се смета за греф. А ја тоа го имам направено повеќе од многу пати, едноставно не можам да опишам колку пати, дека ден денеска сега стана против тоа, не ми се свиѓа, го тргнувам сексуалниот живот од секојдневниот Тоа си живот. го правил без чувство со девојки. Без чувство едноставно за свое задоволство. Како иде кругот на земање на тие амфетамини? Па го најдеш дилеро или ќе го најдеш потрчкото што работи за дилеро. Тоа е локален човек. Ние сме провинција. У таа провинција еден со еден се познава. Ми ќе му Но тоа не цела Македонија е така. и Не ќе само Кочани. и ќе го потражиш тај баш што треба, ќе му даеш пари, ќе ти ја набави, он ќе си земе процент, секако за него ќе земе процент, па дури може да стави нешто што повеќе ќе те навлече, плюс да ти додаде нешто. На мене ми се дешавало да купувам амфетамин со пола парче, парцата мало него, фактички не е добро сравнено, за да има повеќе, да се гледа повеќе. Не знаеш што користиш, може да ти стане некој антидепресив. Например, некои антидепресиви како што се респирадон, како има штетни антидепресиви за самиот организам. Те ја конзумираа антидепресиви ден денеска за тоа што не може да ги да се отргнеме од тие трауми. Резултат на се тоа беше последните исходи, последните трауми што ми се случува, треморите што ќе имам моментно уште не може да ги искоренам. Може да имам, сумневам дека у мен ќе имам последици до крај на живот. После целата ситуација, едноставно тука пак ќе се врнам на животот на психијатрија. Таму е персонално многу ферали, таа психијатрија не може да ни помогне на нас за едно 20-30 дена да ни искорене од таа борба со зависноста. Затоа што има со мене цимери што се били исто така поради зависности, поради обиди за посегнување по својот живот. Млади бе исто? Млади исто. Истите проблеми што сме ги поминали. Лошо е што таму по правило треба да работат психолози многу со тебе, доктори што се специјализирани за тоа, они едноставно те фрлат таму како враќа за ѓубре. Ти отварат врата, тука ќе престојуваш, направат една визита еднаш у неделата како заради реда, како дека се дешавало нешто и јадењето беше, за жал, многу лошо. Прво катастрофална е храната. Катастрофални се ѕидовите и шарани. Сега се реновира. Последниот пат кога бех, тоа беше пред една година. Ја заточував у реновирање клиниката, ама последниот пат беше скроз доброволно. Дури дома не знаеа дека
сум на клиника 4-5 дена не се јави дом. Значи сам си заминал. Едноставно веќе како животот ми прекисна од се, мора да тражам решение и тоа беше после на работа завршувам, одам на посета у Штип у казино и се коцкам до Сабале. Земам една амфета, мија до нас пред казино. Како апчето? Што не знам стварно. Не, тоа е бела прашкаста материја, Аха. која денес многу лесно достапна, едноставно, што се вика, у Скопје да ја потраеш еден дилер одма ќе ти ја набави. И е многу Колку ефтина. чини еден таков амфетамин тоа? Од И тоа е на грам како е? од 1000 до 500 до 2500 Денари. Денари така? Да. И тука од ефтино достапна дрога како Со 2000 денари ќе наполниш фрижидер дома за цела нощ. да, ако размислиш. Лесно достапна дрога, како ефтино, сметаме ја за ефтино достапна дрога. И тука многу лесно се купува. Ти со мојата дневница која е 2000 ќе намашти 500 денари и ќе ја купувам, оти таа едно пакетче ти трае 5 до 6 дена, зависи како. А во ден највеќе колку имаш конзумирано? Па 5 до 10 џојта. А амфетамин колку имаш највеќе земено во еден ден? Па имам земано околу 7-8 линии. Линии 7, 8. Да, Многу е тоа. многу. Али Што имав претходна нели гостинка која рече 5, значи како издржа, кажи ми тој. не знам, тоа треба да го прашаме срцето. Затоа што со самото земање се зголемува очуковите на срцето и настанува тахикардија. Ќе почнеме да збориме за од 18 годишна возраст до 19 годишна возраст, кога завршија хоспитализациите на психијатрија, се беше уред, додека не дојде судниот ден, додека Бог не ми го покажа вистинскиот пат. Тука Бог ми покажа дека мора да се справам со тоа. Ја планирам да имам фамилија, треба да создадам фамилија. Значи мора да се справиш со тоа. Секој што има проблем треба да се справи, да размисли дека греши. Оти онака само тоа. Оти он се ќе го испуше тај џоинт, ќе му биде интересно, цел ден ќе му биде интересно, ама вечерта ќе почне му се суши мозок, ќе ме се пресуши мозочните клетки. Едноставно веќе имам, ко помислам на некој момент, имам трауми од тоа што сум правил. Не сум се враќал дома студено. Едноставно не знаеш дека си излаваш од казино и не знаеш дека си. На еден израз ќе го искористам како едноставно да си завршил нужда угаќи, излаваш. Исчистен од се тоа, сите тие дејства представени, излаваш, го добиваш чувството како да си имал нужда угаќи. И тука веќе ти прекиснува самиот себе, кога дое време да се мразиш самиот себе, ти цело време знаеш дека тоа е штетно. Цело време знае дека правам грешки, али има едно Значи свесен си бил, си знаела и има едно психолошко правило каде што ќе ги прво мора да го исконтролираш телото па психата. Оти психолозите го викаат тоа, прво посегнува телото по нешто. Ја да земам чашата, прво ќе ми се пружи раката, а после мозокот ќе размисли колку да испијам вода од неа. И затоа, тука тоа правило, едноставно не можех да го контролирах телото што прави. Мозокот, како тоа ти доаѓа, како мозокот да ти плитока, а телото да ти е поголемо. И тука, кога се започна тоа за водици, да, како се случи тој момент да кажеш доста е? па моментот беше едноставно збир на настани. Прво се врзана многу на црквата и потоа за жал се случи трагичната несреќа каде за малку ќе бевме и присутните, но причината беше многу интересна и сакам баш да споделам и таа причина. Сите знаеме за трагичната несреќа за пожарот во Плус. Тука јас на пат кон Плус, пијан, издрогиран и баш се
беа велигденски пости. А ја седна до врзат сврстил Бог да верувам. Верувах у религијата почна ново. И сабале бев договорен со мојот родител да присуствувам лесно на литургија. Кога беше присуствано, кога кренав на Г+, тоа беше сабота вечерто беше. И едноставно мислех на Бога. И сабале требаше да идам за Лесново, веќе како што бе договорен. На сред пат на мен ми текнува дека ќе одам за Лесново и со мојот автомобил се станувам, но беше ја конзумирав храната што бех порачал претходно, посна храна. И мислам нешто на Свети Гаврил, не сум удел у Лесново, викам поодамна сакам да видам како е. И викам, будало, пијано, враќај се сабале, ќе ти видат монаси, познавате таму манастир. И ќе ти гледат каков си. Погледнувам се у ретровизорот на колата, у тоа огледалцето и викам, гледај каков си сабале, ќе ти видат пијан, да не се срамиш, да не се глупираш. И на враќање од тоа, од ја секојаш се прикривах вешто, поленка, стапнувам дома, лавам, како... Значи на пат за Плус тоа ти се водат на телефон или како? Не, на пат за Плус се повлечувам, размислувам дека сам? дека сабале ќе одам за Лесново. Јас мислев дека на телефон некој ти кажал како ќе идеш таков. Не, размислувам на тоа, ти ме познават, мене познават сите, целиот монашки свет у Лесново. Значи сам со себе си се правил молат. Да. И тоа ме спречува. И кучиш да се враќаш назад? Да, едноставно се враќам назад. И одам дома, скришам поленка, на прсти газам, што се вика на дијалект. Влегам дома и си легнувам. И само после неколку минути од спање за тоа што бев пијан и додека тоа телото се чистеше од алкохол, не можеш да заспиеш, гледам, отварам видео и го гледам громозниочен како се дешава, едноставно видео на живо, лайвстрим на Facebook, како горе деца, за жал. Биде што биде, па иднината можеме да сменим, минатото не може да го врнем. И со тоа деновите како минеа, јас се повеќе се ослободувах од марихуаната и алкохолот и коцката. Например, коцка помалку пушев марихуана и помалку се правев помалку. Како минеа деновите, се помалку правев. Ако у денот земах 5 џоинта, земах 2, 3, па 1. И на крајот дојде еден ден, па да претерам. Тоа ми беше како нормална доза на адреналин. Тоа е, од себ имаш понекој адреналин, од марихуаната имаш опуштање на нерви, од амфетамина имаш добивање на адреналин, од алкохола имаш забравување на проблемите, како забраваш ги проблемите. Ако конзумираш алкохол, ги забраваш самите проблеми, али после тоа се отворат поголеми дупки. И се дешава кога дојде еден момент да претерам на тоа. Едноставно дојде моментот, денот после Великден, сите слават Великден. Тај Великден се погоди да не го работам како гостител, туку се погоди да бидам слободен трите денови за Великден. Првиот ден пијам за Великден, вториот ден пијам за Великден, третиот ден пијам за Великден и четвртиот ден завршувам казино Штип. И каде, како што претходно кажав, ја порачувам линијата, амфетата, ми стасува, ја завршувам веќе и продолжувам да коцкам цели, па може да се каже едно 16 до 20 сата добри. Коцкам. Влавам со 30.000 у казино и излавам со некои 200 dinara за автобуска карта. И оттам спа, како претходно што си виках, што речох, викам си па на само себе, што ќе правам? Зашто ќе правам без пари? Што ќе правам? И викам, одам на психијатрија. Нема друго решение. Бех разочаран. Али секојаш треба да бидеме психолози на сами себе. Не да тражиме решение. Туку треба, ние како
тоа е време да го решиме проблемот, треба да пробаме прво самите да го решиме проблемот. И тука отидов на психијатрија, на една од докторките што го врши прегледот, и ја замолив, викам, мораш да ме примаш, затоа што сум претерал, веќе сакам да станам човек, сакам да градам фамилија. Имам се, викам, ама немам тоа што ми треба, немам среќата, немам момент, немам време за самиот себе. И од таму, по 25 дена успешна хоспитализација и почнување со антидепресивна и антипсихотична терапија и нешто има апче за спровојување со адреналино. До ден денеска сум едноставно чиста личност, едноставно не ги користам дрогите. Колку време не може земено амфетамини, марихуана? Па едноставно можем да кажам дека коцка, алкохол, марихуана, амфетамин, за 12 дена ќе славам јубилејни 1 година. Тоа ќе биде Браво. најголемиот успех во мојот живот. Браво. Андре, тешки 11 години страдања. 11, така вкупно? Па да, 11, скоро 12. Ајде малку да позборуваме за таа, малку поведро. Кажи ми за твоето школство. Каде учеше, основно, Па, средно? и Дали идеш? моето училиште од прво до пето, додека беше едноставно, може да си изразам малку диалектски живо, додека беше на свет, мојата мајка беше најодличен ученик. Потоа од пето до девето одделение веќе тука се сретнав со проблемите. И кога се сретнав со проблемите, малку занемарувах, али бев секогаш присутен на настава. И потоа се префрлив на средно угостителска струка во Штип, во познатото училиште Емоцили Колен Ертени, каде и таму лесно беше достапна дрогата. Едноставно ја купуваш позади школа. Толку што... У средното? Да. За жал там почнуваат сите почетоци на други раи на младите. Повртет. За жал там секој почеток почне со други раи на младите. Со се, едноставно, со првите односи там почнуваат. Плюс Емоц, како Емоц е училиште, сметат го како понизок ранг и најстара, наједноставно. Тука има малку и интернатско искуство, околу 1 година. Си бил и во интернат, така? Да, престојав поради тоа што првично првата година од училиштето немах превоз за патување, немах услови за патување. И тука интернат во Штип, за жал, условията малку се катастрофални. И немаш избор на цимери. Едноставно ќе те стават со цимери што... Само одлучи да идеш или... Па немах избор. Едноставно изборот беше дека мораш да одеш. Колку време беше во интернатот? Па година и 3 месеци. Тука, за жал, интернатскиот живот е малку полош во Штип, за другите не знам. Прво, престој собите е претесен, едноставно воздухот си го дишиме, сите дишиме едноставно из воздух. Ја гледат моноксид дишим, нема тука тоа. Лошо што се делеа на џомби гуштери. Џомби беа постарите над фактички завршна трета спрема четврта, прва и втора беа гуштери, фактички помлади, што мораше да ги слушаме џомбите, ако не за возврат ќе добиеш ладна вода на туширање или ќе добиеш нешто интернатско малтретирање. Зависи кој како. Ја искрено имам некои трауми од таму. Секогаш сметам дека животот ми го даде најлошото, со тек на време да ми иде најдоброто. Оди почнаа веќе позитивни работи да доаѓаат. Ајде кажи се малку за позитивните, еве 1 година веќе. И колку рече, година и 3 месеци? Колку си чист? Година, точно 1 година. За некои си 12 до 13 дена ќе правам 1 година од тоа како не конзумирам ништо, фактички алкохол, марихуана, антипсихотици. Антипсихотици конзумирам или антидепресивни, затоа што мора да го конзумирам. Тај адреналин уште малку мора да го неутрализирам. Затоа што ако не ги конзумирам, тие ако не за месец, барем
за 2-3 месеца пак ќе почна со другите антипсихотици што се на нелегален начин фактички. Лошо е среќа кај мен што на тие години не резултира со притвори, со проблеми со полиција, никош не сум имал средба со закон. Али за разлика Сега некои имаш 20 години, така? 20 години се точно пред едно Како ти месец. помогна дека рече со помош на Бог си имаш излечен? Туку религијата едноставно може да те сплотне некој. Имаше твој духовен водич? Да, мора да го поздравам јавно отец Иларион. Беше секојаш стоеше зад мене и отец Лазе кој е едноставно главен у храмот во нашата општина. И ми дава само да работа. Последниот пат пред водици беше разговор со отец Лазе, после водици иде. Моја грешка, тоа беше разговор со отец Лазе кога дојдох. Од кај нас традиција да одеме по куќите и да го носиме крстот да дават пари. И ја ојде да го врнам крстот од црквата. И таму направи еден разговор со отец Лазе како со психолог. И последниот пат тоа беше може клучната точка ја да се справам со тоа. Си исповедал? Не, едноставно разговор што И ти беше рекнал? со отец Лазе беше тоа зашо го правиш. Јас сум свесен дека го правиш, дека одеш там. Ти не мора да ми кажуваш зашо го правиш, мирно дете. Јас секогаш бев мирен за другите, а штетен на самиот себе. Често го посетуваш тој манастир отпосле, така? Тоа црква што едноставно на 100-200 метра од мојата куќина живее и обично ако не идам у Лесновски манастир, се задржувам таму. И едноставно тука кога одлучив сам да се хоспитализирам, доброволно ојдов. Тоа беше причината зашо ја се справи со тоа. Там тај третман додека траеше 25 дена, кризната состојба помина. Кога помина кризната состојба, сам ја одлучуваш. Прво треба да искоренеш, од моје лично гледано искуство, прво треба да искоренеш ова, кажи го, навиката. Тоа што ние сме мала општина, пак ќе напоменам, кладилницата ми беше па на 100-200 метра. На 100-200 А метра. сега кај што работиш, ја гледаш ли пакладено кладилница? Ја гледам, ама едноставно како да не ја гледам. Тоа е добро. Едноставно излаваш на Чи имаш улица, блокада направена? едноставно излаваш на улица и ќе помислиш Ја дали веруваш. долниот пат да го фанеш на кладилницата или горниот пат на црквата. И двете се на 100-200 метра. Сега кај работиш? Дека речеме ќе дозимаш добра У еден плата на локален 20 години, ресторант браво. како пица мајстор. И са таа позиција се највеќе пронајдела за тоа што секако кој не работам. И у таа позиција се највеќе пронајдов. Бев приморан да почнам со работа. Најпрво како прескашно напоменав, а се сум приморан да ги штедам парите за понатамошните постапки од животот. А тоа ќе биде позитивна работа. Секогаш одвојував по некои моменти за хуманост, ако бев лош. Си наштетувах на самиот себе, за другите бев секогаш добар. Искрено, тие што ќе го погледнат овај подкаст, ќе у коментари ќе видат и ќе кажат они за мене. Тие што ме познаваат бар. Таткото сега дали е среќен? Па едноставно многу добро комуницираме со татко ми и заедно присуствуваме. Те претходно бев Подршка треба. пред неколку дена бев на бдение у Лесновски манастир. Каде беше вечерна богослужба, траеше до 3 сата, едноставно тоа ми исполнило. Како понапред што го зимах адреналин у казиното кога седех, сам испунува, го земам тај адреналин у црква. Седам у црква, го наоѓам мирот у црква едноставно. Душевен мир. Таткото колку години има сега? Па татко ми е околу 50 години, за жал. Се деси тоа, едноставно еден голем херој за мене, татко ми, затоа што после тоа ти да го трпеш твоето дете 4 пати тоа на хоспитализација на психијатриска болница. Че со последните 1000-2000 денара што се вика за леп што ги немавме претходно, да може
да ти купи на тебе јадење или да ти купи една штека цигари. А со мајка ти што се случуваше, на колку години почина она? Колку имаш? Па мајка ми имаше точно 31 година. За жал, мора да ја кажам причината за тоа што. Да, што се деси? Па, едноставно беше плодна од друг маж. И кога заради срамна причина да не го знае тоа, и да Да не направи го знае вако татко ти? да, и ја направи најголемата грешка. Ама ќе нагласам дека Татко ти ќе ја разбил, мислам, нели со разговор. како и да било, барем да сам ја гледал, барем да ја речеле, не бива сине, Да побарала помош, нешто мајка да ти и каже. татко ти ќе се разведеме. Не бива, ќе најме решение, а не така. Зашо така? Се гордеели се што не ја одам на гробиште. Искрено ќе кажам дека на мајка ми гроба не сум го посетувал повеќе од 7 години. Едноставно требе децата да земат пример, не децата, адолесценти со тоа. Па твој учил го направи така. Од 16 до 20 годишна возраст адолесценти што го гледат овај подкаст како да постапат правилно. Ако не можат на психијатрија да пресуват 25 дена, нека се обратат кај својот духовен отец. Не кај својот духовен отец, нека идат од црквата, нека сретнате отец, ќе рече може да поразговараме, секој монах и секој отец ќе те прима на разговор. Едноставно тоа и да го кажеш проблем, секој ќе ти каже како да постапиш. Нешто сакам да прашам, дека рече причината била дека била бремена од друг. Ти кажа лично мајка ти пред да го направи тоа дело? Не толку ДНК анализите го открија тоа. И тука едноставно ја бев Прето вие не знаете дека он има љубовник? Па не, после тоа Ни татко ти не знал ниту така? се после тоа се дозна после неколку години. А за жал тај љубовник мој близок роднина треба да се засрами кој ќе ја гледа емисијата. Оти знам дека ќе ја гледа, тоа е. Многу жално. Па, жално за некој. Трауми од детството, за некој може за подсмев, али истината тоа. Како го изврши она тоа дело? Со што? Со громомозен чин, после тоа, за жал, не страда и неколку други личности, а исто има направено и моја претходен дедо, на мајка ми и татко фактички. На свирепен начин со јаже, го има направено таткото на мајка ми, истото. А мајка ти со јаже исто? Истото. Дома? Па тоа беше едноставно малку ќе поразговарам, ако е негативна случка, ама дојде моментот дека треба да опишам, тоа беше враќање од училиште. Се враќам од училиште и во шталата, оти јас сум дезо од село и сум земјоделец. У шталата имавме мали телиња, ја ќе одам да ги галам телињата и одам на кај телињата и ја гледам мајка ми како виси у шталата, навлезувам шталата. И од тогаш директно се чувавме и кози меѓу време. Татко ми ги пасеше козите на пасилиште и директно се спуштив на кај пасилиштето. И после тоа пасилиште, кога се спуштив на кај пасилиштето, едноставно го викнав татко ми и дојдоа и вики и брза помош и полиција и сите околу мене, вики тоа беше едноставно травматичен настан, едноставно сликаш од ден денеска ми очите кој дете да си погледне како виси својата мајка на 9 години, ќе биде едноставно травматично. Тоа ми уништи младоста. Најубавите години кога требаше да шетам со девојчиња, да живеам, на мене ми уништи младоста. Алкохол, дрога, амфетамин, курви. Може курви малку лош пристап, али така мора да се изразнам за тоа што да си го продаваш за телото за пари, тоа така се нарекува. Тоа не е христијанско нешто. Ова дека секој човек има втора шанса, тебе Господ ти дал втора шанса, така?
На секој дава втора шанса. Дека надежта не умира. Само треба да си ја потражи. Ако ти Кога мислиме гледаш дека се нешто е изгубено, испега дека не е. Ако ти скиташ по кафичи или одеш од казино на казино, ти нема да најдеш втората шанса. Таму оде само дупка на ѓавол. Ама треба, уште еднаш ќе напоменам, од слушано, ако веруваме у Бог, треба да веруваме и у ѓаволот и у демоните, затоа што тоа се постои. Истина е дека постои. Затоа што кога ти доваѓа искушение Бог го прати ѓаволот за да види ти колку си спремен. Се што ти доаѓаат потешки искушенија, се потешки треба да пребориш. Се те спреман за полесно и по-успешна личност. Едноставно ти спреман да изградиш по-успешна личност. Например, ако сум ги губил парите на коцка, еден ден тие пари макар ќе ги одвоам за хуманост на народот, затоа што има многу сиромашен народ што пати, што стварно пати. Ако си ти лично со повеќе искушенија, треба да си гордееш на тоа затоа што те смета како најхрабра личност. Едноставно тука Бог на мене ми го покажа пат, затоа што не е лесно меѓу 22 души, 22 лица да бидеш ти тај среќнот што ќе опфати крст. Не е лесно. И тука Си посекал од срце и ти го дал. он на тај начин ми го даде пат. Вразам. Затоа само треба цврсто да веруваме во Бог и треба да тражиме решение на проблемите, а не да ги одолговлачиме. Ние со тоа конзумирање на марихуана, со тоа опивање или неутрализирање на телото со алкохол, со тај амфетамин, нанесен на самиот себе и тај дигање на адреналин, ние ги одолговлачиме проблемите и наштетуваме на самите себе, затоа што ние ги одложуваме проблемите, а меѓувреме отвараме поголеми дупки у телото. Зашо да не се смеам пред камерата, кога не можам да се насмеам? Кога телото веќе преживеало трауми, организмот преживеал трауми, зашо некој друг да ги преживее тие трауми кога може да го спречеме тоа? Треба да имате овакви показателни емисии, треба да има поучни емисии, а не да гледаме или да слушаме Металика бенд. Металика не има лоша музика, ама самиот спот на Металика музиката те потсеќа на работи што се измислили за одложување на проблемите. Ти треба да бидеш надрогиран да дрнкаш на таа гитара, ќе си изразам малку дијалектно. Не е страшно. Треба тоа едноставно, не дека не ја подржавам Металиката музика, ама едноставно гледам дека штетна за средината. Сега можам да кажам дека се појави една друга зомби како таблетка. Тоа за жал едноставно ти го прави телото како зомб. Едноставно вистинска зомб. Ѓавол навлезува во тебе. Тоа сега е ново нешто искочено. Ново искочено, почна да владее на територија на Скопје и тука сам разбрал дека се појавува кочени затоа што немам Апчето? Да. Немам личен контакт со наркобосовето, така од локални жители. Ние сме провинција, па ќе кажам, во таа провинција многу лесно ќе разбереш кој што прави. Зрновци колку е далечно од тоа кочене? 8 километри, ама кој има школата исто како Близко. Скопје на Бланка. Имаш нешто да додаш, нешто за на крај, значи сакаш да се доискажеш, сакаш нека порака да пратиш на Најпрво, со гледањето на овој подкаст ќе бидам благодарен едно дете да се справи со проблемот, да види од мен пример, како јас сум се справил со мојот проблем и да рече ја ќе направам така. Шо помалку наркомани навредуваме, затоа што човек на антипсихотик, на дрога, на било шо, не е човек, не е самиот себе, го унесува ѓаволот у него за да не неутрализира. Сите гледаме дека филмовите што ги гледаме, има поучни филмови дека ѓаволот прави лошо, а Бог прави добро. Имаме веќе докажано, чуда имаме докажано. Затоа што имаме, например,
демоно обврзани лица, деца што кај нив навлегува демон во телото и го чистат со лечење на тимијан, затоа што тимијан е Божја работа. Значи, благодарен ќе бидам барем едно, да рече видов пример од тоа дете. Се надам дека не едно повеќе деца ќе ја гледаат оваа наша емисија и дека ќе им дадеме сила, како ти што издржа овие 11 години. Последната Кога година, можеш ти, така може секој. само да напоменам, Само во голема верба во Господ. Битно е последната година да издржиш. Ти ќе се справиш со проблем, ќе се избориш со него. Битно е да ги отргнеш навиките. Како навиката што ти секој сабале да си миеш заби, да се воздржуваш една недела да не миеш, нема да миеш заби. Така да битно е да ги отргнуваш навиките. Ти ќе излегнеш, ќе се излечиш од проблемот, ќе го нема проблем. Али треба да смениш друштво, треба да смениш средина, територија на дружење, место парк, нека ти биде патика за трчање, место дека ќе го проведеш слободното време или како јас што сум риболовец, успешен риболовец, земеш трска, одеш на риболов. Едноставно релаксација. Андре, благодарам што ми беше гостин. Мило ми што ме слушавте и едноставно дозволивте да се споделам мојата историја пред јавност. Да ги поздравиме, може? Ви благодариме што бевте заедно со нас. Може така? Голем поздрав од срце и мило ми што како што барем едно дете ќе се справи со проблемот кој што јас се справив. Поздрав.